Па ја останав без текст. Да и се поклонам на Радмила Шекеринска, не знам, ово од Северна Кореја ли го мисла, да и се поклонуваме ние на Радмила Шекеринска. Сега не знам што ви е на вас. Прво, не сум колега Левков, колешка е Ласовска. Второ, мислам дека дури Радмила ќе ве предупреди за ова. А кои се поклонувате колективно, одите, секако имате проблем у партија, може да идете таму, тоа си уствари ваша работа, а ние сигурно нема да и се поклониме на Радмила Шекеринска, мислам. Колега, вака сега, пензиите ги качивме. Нешто што за вас беше мисловна именка. Невозможна мисија, ги бркавте од влада пензионерите. Никогаш до сега се нема случајно пензионери да протестираат со месеци. И само чекаат да си одите. И еве си отидовте, ги качуваме пензиите, платите, ги почитуваме сите колективни договори и што е најважно од се, значи за стоки и за услуги што зборувавте и за возила, ви кажав, за комунални потреби, за брза помош, нешто што за вас исто така беше мисловна именка, АРАМА и МВР. Јас разбирам дека сакате да дефокусирате, ама слабо ви оди. Зошто слабо ви оди? Немањето на кредибилитет, некој што како влада изгубил толку страшно, толку лошо, му треба време на некој да го врати, или ќе го врати некогаш или никогаш. Во вашиот случај никогаш.